Тројца мигранти од Авганистан рано изутрината околу 3 часот и 30 минути се удавија во надојдената вода на Суварека, откако илегално ја поминале македонско-грчката граница во близина на селото Моин, соопштија од Центарот за управување со кризи. Групата афганистанци броела од 20 до 30 членови. Тие се спасени од македонските безбедносни сили што ја контролираат македонско-грчката граница. Утре истекува рокот за доставување годишни даночни пријави за остварен дополнителен приход во текот на 2015 година. Годинава во Управата за јавни приходи очекуваат да бидат поднесени 400.000 пријави. Во Штипскиот регион нема никакви штети, ниту излевање на реката Брегалница од своето корито низ населбите, соопшти шефот на кризниот штаб за општина Штип, Тоше Георгиев. Нема проблеми ниту со бунарите, од кои градот се снабдува со вода за пиење, така да водата е за користење од водоводниот систем и е хемиски и бактериолошки исправна, рече Георгиев. Во текот на викендот поставени се околу 3000 вреки со песок во населбата Новосело, која е најкритична точка во градот Штип од можно излевање на Брегалница. Годинава вкупно 21 лице го загубило животот во сообраќајна незгода, а оваа бројка е еднаква на нивото во последните 2 години, но со тенденција да расте со оглед на несовесното управување на возилата. Околу 1/3 од сообраќајните незгоди се со смртни последици и се резултат токму на движењето со недозволена и неприлагодена брзина, посочуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Турската полиција презеде акција во Адана, Јужна Турција и во Истанбул, при што се приведени десетици лица под сомнение дека се борци на Курдската работничка партија. Според дел од турските медиуми, во Адана се приведени најмалку 36 осомничени членови на ПКК, а во Истанбул 15. Во вчерашниот напад во Анкара загинаа најмалку 37 лица, а над 120 се повредени. Најверојатно двајцата нападачи, маж и жена, го извршиле нападот. Идентитетот на осомничената жена самоубиец бил утврден уште синоќа. Автомобилот што синоќа беше употребен во бомбашкиот напад бил украден на 10 јануари. Германската канцеларка Меркел не планира да ја менува својата политика во врска со бегалците и покрај тешкиот пораз на вчерашните покрајински избори. Портпаролот на федералната влада Штефан Зајберт вели дека владата останува на истата политика за бегалците. Според портпаролот на Меркел, целта мора да биде заедничка, одржливо европско решение кое што води кон трајно намалување на бројот на бегалците во сите земји членки на Европската унија. Партијата на Меркел, ЦДУ, вчера, пред се поради политиката на отворените врати кон бегалците, беше поразена во 2 од 3 федерални единици каде што се одржуваа избори. Водечкиот претендент кај републиканците за председателските избори во Соединетите Американски држави Доналд Трамп и сенаторот Берни Сандерс, кој уверливо заостанува зад водечката Хилари Клинтон во трката за номинација кај демократите, меѓусебно се обвинуваат за инцидентот во Чикаго поради што беше откажан предизборниот митинг на Трамп. Њујоршкиот милијардер ги обвини Сандерс и неговите најагресивни симпатизери за предизвикување судир со неговите приврзаници пред салата на Универзитетот во Чикаго, каде што требаше да зборува. Некои од чикашките демонстранти во изјава за американските медиуми самите потврдија дека се симпатизери на Сандерс и дека долго време се подготвувале да го попречат настапот на Трамп во Чикаго. Сенаторот од Вермонт меѓутоа го нарече Трамп патолошки лажго и ги отфрли обвинувањата дека имал врска со инцидентот. Во изјава за CNN за случајот во Чикаго, Сандерс ги обвини Трамп и неговите настапи исполнети со говор на омраза, порачувајќи му на водечкиот републиканец дека насилството не е прифатливо во политичкиот процес.